Градоначалникот на општината Виница Ивица Димитров ги посети дечињата од детската градинка Гоце Делчев, кои со разни активности и игри ја одбележаа светската детска недела. Оттаму испратија јасна порака дека и покрај пандемијата со COVID-19 детската смеа и игра не смее да згасне. При посетата беа запазени сите безбедносни мерки, држење на растојание, носење маски и одржување на лична хигиена. Децата се наше најголемо богатство и наша радост и наша иднина. Сите деца имаат еднакви права и на сите треба и да им се даде неопходна поддршка и да им се овозможат еднакви можности. Ова не е декларативна заложба на локалната власт во Виница, образложи градоначалникот на општината, во која има најголем процент на миграција на население, намален број на новородени дечиња, а истовремено и општина со најголем економски раст во регионот, со функционирањето на неколку капитални стопански субјекти. Градоначалникот истакна дека одговорноста за децата е на целата заедница и на сите нив. Светот останува на децата и представува предизвик да ги научат да ги спознаат вистинските вредности во животот и да им се даде сила да истраат и да успеат во овој свет. Според Димитров, одбележувањето на светскиот ден на децата во Виница е во соработка со Сојузот за грижи и воспитување на деца на Македонија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Одговорноста за децата на целата заедница и на сите нас е потврдија негователките, воспитувачките и наставниците од Виница. Светот останува на нив и представува предизвик да ги научиме за сите спознајни вредности, изјавија негователите. Денеска замени градоначалникот на општината Штип Јане Миланов заедно со дел од кабинетот посети 2 клона од детските градинки Астибо и Вера Циривири-Трена по повод неделата на детето. Оваа година неделата на детето се одбележува во поинакви услови, односно во услови на светска пандемија. Општината Штип на двете детски градинки им подари ваучер од по 10.000 денари за набавка на реквизити за дечињата. Според Миланов, општината Штип досега инвестирала во реконструкција на постоечките објекти на детските градинки, а исто така и во изградба на комплетно нова детска градинка за зголемување на капацитетите. Во меѓувреме, детската недела во континуитет се одбележува и во Кочани. Градоначалникот Илиев денеска се сретна со директорката на детската градинка Павлина Велјанова, Едита Маркова, која информираше дека градинката денеовиве ја посетуваат близу 200 дечиња, згрижени според пропишаните протоколи. Работат сите објекти и активирани се сите влезови, со цел да се олесни примањето и земањето на дечињата од страна на родителите. За објектите на градинката, што имаат само еден влез, се превземаат активности за отварање на нови.